сакам сите раки испиени денес во Дебар Мало ги прогласувам испиени за твојот роден ден и на здравје. Јас со Горан се знам од 64-та година. Близу основно училиште, средно училиште, гимназија, нели, заедно бевме во ист клас. На факултет заедно студиравме. Потоа како семејни пријатели си останавме понатаму до последните моменти. Формативните години, всушност ги поминав со него и бескрајно сум му благодарна на Горлиов за тој подарок. Затоа што да се биде со него и покрај него беше непресушен извор на теми за разговор. А ја му ги знаев неговите коти кои се. Тоа е Дадија, кебапчиња, апчена боза, на Вести театарски во Драмски театар кај Крап и завршуваше кај мене у Џубокс. Тоа му беше неговото сиже и стартот на неговото доаѓање во Скопје, кога ќе дојдеше после еден извесен период на престој во Англија. За мене е веќе касно. Горан, поред тоа што ми беше и комшија, и пријател, не генерацијски, меѓутоа пријател, се почитувевме, јас сум со Владко генерација, преку музиката на Владко, преку неговите драми и представи кои што Унко ги ражираше, бев нивни обожавател, така да се зближивме. Најповеќе, бидејќи после секоја проба, секоја представа, он доаѓаше кај мене и така се завршуваше вечерта, дури да не сум скромен и знаеше да се консултира што треба да додаде или да отврли во таа представа што ја спремаше. Не случајно сега спомнав, он е за нас демонот од Дебар Мало или Шекспир на Дебар Мало. За Европската Унија уште се гледаме, ама ништо сериозно. Тие не прашуваат дали сме подготвени, ние ги прашуваме дали се сериозни. Ништо ново, љубов од далечина. По цели 19 години имавме попис на чии бројки никој не верува, затоа што секој ден има се помалку ученици во клубите. На некои факултети има повеќе професори од студенти. Ама колку сме, толку сме, тие сме. Твоите текстови натаму се играат, твоите реченици се цитираат, младите што не те познаваа лично, учат од тебе како да ја разберат оваа земја, овој јазик, ова наше чудо, наречено идентитет, што некои упорно се трудат да го негираат. Остави непресушен извор на живот. Сите се уште пиеме од твојата вода, се храниме со твоите дела и секој пат одново ја констатираме вистината за нас што ти ја виде, ја срочи и ни ја остави како аманет. Ништо не е сменето од твоето заминување, Горан. На Европа се уште се прди за нас, и ние сме во постојана состојба на пропаѓање. Тоа што е ново е дека се собравме петми на аџии да го продолжиме твојот аманет за бушавиот буквар, твојот последен пишан збор. Аџилакот нешто ни се одолжи, еве веќе 7 година, ама не скашнуваме ниту од идејата, ниту од патот. Среќен роден ден!